се наоѓаме во лабораторијата, каде што се испитува квалитетот на вода при јавното претпријатие Водовод и канализација. Во наредните минути ќе зборуваме токму на оваа тема. Со мене е Емилија Аневска, раководител на сектор за санитарна контрола. Емилија, добро утро. Добро утро и добро дојдовте. Така, за почеток ви сакам да ве прашам што точно се анализира во неделниот лабораториски извештај, кои се параметри се предмет на анализа и кои се најважните параметри за да се потврди дека граѓаните пијат безбедна вода. Значи вака, ние во нашиот сектор секојдневно ја контролираме питката вода од 36 мерни места и 22 мерни места кои што се периодични и се наоѓаат во околината на градот Скопје. Веќе почнавме во секојдневно да употреба на бунарскиот потек Нерези и Лепенец, така што и тие не се воведени како дневни мерни места, за да се направи контрола и да се констатира нивната исправност и безбедност да се користи како питка вода. Параметрите кои што се испитуваат се во согласно со правилникот за вода за пиење и секојдневно се извршува оној основен преглед, физичко-хемиски и микробиолошки преглед. Така, доколку лабораториските анализи покажат одредени отстапувања од пропишаните стандарди за квалитетот на водата, која е тогаш процедурата, колку брзо реагира јавното претпријатие Водовод и на кој начин се информира јавноста во таквите ситуации? Со оглед на тоа што наша обврска е секојдневна контрола и тоа не е секојдневие, значи ние секојдневно ја констатираме исправноста на примероците од водоснабдителниот систем и доколку има некакви ситуации се реагира веднаш во истиот момент и тековно се решаваат. Со тоа што доколку е потребно испирање на водоводната мрежа, што најчесто се случува после решавањето на дефектите, повторно ние како лабораторија одиме на терен, земаме примероци од локациите и ја констатираме повторно исправноста на водата. Така што граѓаните секојдневно не мора да се грижат, континуирано ние сме како претпријатие и лабораторија стоиме позади резултатите кои што ги добиваме и секако констатираме дека водата во градот Скопје е безбедна за пиење. Така. Летниот период потрошувачката на вода е значително поголема. Дали има некакви промени во однос на квалитетот на водата или пак дали во летниот период има позачестени контроли, што покажуваат досегашните анализи? Граѓаните најчесто знаат да не изреагираат во промена на вкусот на водата, затоа што градот Скопје се снабдува со питка вода од изворот Рашче и тоа знаеме дека е изворска вода, а во летниот период во употреба се и бунарите од Нерези и Лепенец. Сега квалитетот на водата од изворот Рашче и од бунарите и Нерези и Лепенец е малку поразличен, затоа што и типот на водата е различен. Меѓутоа и сите ресурси ги исполнуваат критериумите на правилникот за на квалитет на безбедност на водата за пиење, така што секако водата е санитарно исправна и безбедна за пиење. Значи се менува само вкусот, меѓутоа водата е безбедна. Квалитетот останува ист. Да. Емилија, ви благодарам многу на овој разговор. Ви благодарам и на вас. Секогаш сте добре дојде. Благодариме. Со Емилија Аневска, раководител на сектор за санитарна контрола при јавното претпријатие Водовод и канализација, зборувавме за начинот на кој се вршат тестирањата на безбедноста на водата која што ја пиеме.